Генералниот секретар на НАТО Марк Руте оствари официјална посета на армијата на Република Македонија во касарната Илинден во Скопје. Руте беше пречекан од началникот на генерал-штабот генерал мајор Сашко Лавчиски и министерот за одбрана Владо Мисајловски. Во обраќањето пред припадниците на армијата, Руте ја истакна улогата и придонесот на Македонија во рамките на алијансата, подвлекувајќи дека нашите сили действуваат над своите капацитети во рамките на историните копнени сили, со што се обезбедува заштита на секоја педал територијата на НАТО. За време на посетата, генералниот секретар изврши смотра на построените единици, како и на опремата и средствата на лесната пешадинска баталионска група и декларираните единици од составот на баталионот на специјалните сили. Во знак на признание за подршката и соработката, генерал мајор Сашко Лавчиски му додели голема плакета на армијата на генералниот секретар на НАТО. На настанот присуствуваа и други генерали и представници од армијата и Министерството за одбрана. Дебелината кај малите деца се зголемува, представува сериозен здравствен проблем во Македонија. Новите податоци покажуваат дека навиките во исхраната кај најмладите се далеку од препорачаните, што директно се одразува врз нивната телесна тежина и здравје. Според студијата на Европската иницијатива за следење на дебелината кај децата на возраст од 6 до 9 години, повеќе од 31% имаат зголемена телесна тежина, додека околу 14% живеат со дебелина, што е повисоко од европскиот просек. Анализата покажува дека зголемената телесна тежина е почеста кај момчињата отколку кај девојчињата. Податоците исто така откриваат сериозни проблеми со секојдневните навики во исхраната. Само 25% од децата секојдневно конзумираат свежо овошје, што е најниска дневна консумација во целиот европски регион. Слична е состојбата и со внесувањето на свеж зеленчук. Институтот за јавно здравје, кој ги презентираше резултатите по повод Светскиот ден на дебелината, апелира до родителите и институциите за поголема едукација и подршка во формирањето здрави навики кај децата, со цел превенција на здравствени компликации во иднина. Американскиот председател Доналд Трамп по почетокот на војните операции насочени против Иран испрати порака на моќ и триумфализам, истакнувајќи ја ранливоста на иранското раководство. Според него, клучните фигури во Техеран, кои беа сметани за богови, веќе ги нема, а режимот веќе не располага со моќта да застрашува како порано. Трамп додаде дека операцијата е насочена кон целосно демонтирање на терористичката мрежа и упати предупредување до сојузниците на Иран дека Соединетите Американски држави нема да застанат додека не се воспостави нов поредок во регионот. Овие изјави доаѓаат во контекст на сериозна ескалација која покрај активните војни операции вклучува интензивна психолошка војна меѓу Вашингтон и Техеран со цел да се намали капацитетот на иранскиот режим и да се зајакне позицијата на Соединетите Американски држави на Блискиот Исток. Премиерот на Унгарија Виктор Орбан обвини дека блокадата на нафтоводот Дружба од страна на Володимир Зеленски представува уцена со цел да се помогне на унгарската опозицијска партија да дојде на власт. Орбан ја изнесе оваа изјава на своите социјални мрежи, прикажувајќи изјава од генералниот директор на Националната енергетска компанија МОЛ, Жолт Хернадих, кој посочи дека нафтоводот Дружба не е технички оштетен. Унгарија нема да остане пасивна, ќе ја разбиеме блокадата на нафтата и ќе го заштитиме снабдувањето на Унгарија со енергенти, напише Орбан. Според Хернади, нафтоводот требало повторно да започне со работа за 2 до 3 дена, но украинската страна се уште не донела одлука за неговото повторно пуштање во функција, што според него тешко може да се објасни како технички проблем. Премиерот остро реагираше на одговорот на Зеленски, нарекувајќи го дрзок и циничен, откако Украина одбила да го отвори нафтоводот која снабдува Унгарија со сурова нафта. Орбан додаде дека додека Зеленски не му се врати здравиот разум, Унгарија ќе ја одбива секоја одлука која ќе ја фаворизира Украина. Дополнително Орбан ја известил и председателката Урсула фон дер Лајен за ситуацијата преку писмо, нагласувајќи дека украинската одлука е во спротивност со постоечките договори помеѓу Украина и Европската унија.
Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Кон крајот на денот ќе има услови за слаб локален дожд во северните и северозападните делови. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од јужен правец. Во Скопје е променливо облачно време со сончеви периоди. Кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има услови за слаби врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во наредните денови ќе преовладува сончево и релативно топло време со мала до умерена облачност. Денес и утре по одделни котлини ќе има услови за слаба магла.